Почитувани, добар ден. Гостин во неделното интервју на Радио Слободна Европа е експерт за медиум и комуникација и директор на проектот на УСАИД за медиумска писменост Младите размислуваат Михајло Лактов. 5G технологијата предизвикува COVID-19. Терминот македонски јазик во Обединетите нации е заменет со терминот јазик на Република Северна Македонија. Почна изградба на бегалски кампови во аеродром, како и до заби вооружени групи од Косово трнаа кон Македонија се само дел од дезинформациите кои се повремено појавуваат во македонските медиуми. Знаат ли македонските читатели да разликуваат вистинска вест од дезинформација? За разлика од претходно, кога имавме многу помал број на медиуми, информации или медиумски пораки кои што беа на некој начин филтрирани и луѓето беа доаѓа во контакт со информации, меѓутоа на многу поограничен начин. Денеска живееме во време кога медиумските пораки или информациите буквално не бомбардираат и читателите, граѓаните, конзументите на медиумските содржини се наоѓаат во една проблематична ситуација кога не знаат што да одберат како информација, не знаат што е вистина, а што не знаат да препознаат што е добро обработена информација, како што велите, а што е, да речеме, жолт печат или што е непрофесионална информација и така натаму. И за да зборуваме за граѓани или читатели кои што ќе бидат добро медиумски описменети или ќе може да прават таква разлика, треба најпрво да зборуваме за образованието. Треба да зборуваме за образование кое што ќе наметнува еден пристап на критичко размислување и на аналитичко размислување, каде што со младите уште од најмала возраст ќе зборуваме за тоа како се прават информациите, како се создаваат медиумските содржини, кој ги прави, зошто ги прави, да можат да развијат вештини и способности да ги анализираат работите со кои што доаѓаат во контакт и да ги евалуираат, односно да направат проценка што е добро, а што е лошо. Во услови на недоверба на јавноста кон државните институции и политичките представници, како општеството да се справи со дезинформациите? Интересно прашање, особено кога зборуваме за довербата кон институциите и политичките партии. Јас сметам, мој впечаток се разбира дека зборуваме повеќе за поларизирано општество, односно луѓето имаат доверба во оние политички представници за кои што гласали или во кои што сакаат да веруваат. И тоа е еден сериозен проблем затоа што во самото општество ние живееме во нашите ехокомори, односно постојано гледаме да си го слушнеме сопствениот глас или ехото на сопствениот глас во тие кои што треба да не представуваат. Тоа што треба сите да го правиме и како индивидуалци е да се повеќе почнеме да ги читаме и да ги слушаме дури и оние со кои што не се согласуваме. И тука е, ајде да кажеме, еволуцијата во едно општество. Не може да очекувате дека едно општество ќе се развива во насока на демократизација, доколку ние сакаме само да ги слушаме ставовите кои што се слични на нашите или ни одат во прилог. Отворањето или излегувањето од нашите информацијски меури, читањето и слушањето на секакви информации ќе ни помогне во животот да носиме информирани одлуки. Во една таква поларизирана состојба за која што говорите, колку политичките представници носат вина за ширење на дезинформации во период и во форма кога недостасуваат вистински информации и транспарентност од државните институции? Се разбира дека и тие носат вина, меѓутоа медиумската писменост во суштина е скепса. Да се биде скептичен кон се, до кое што
со кој што доаѓаме во контакт. Студентите од годинава ќе изучуваат медиумска писменост како посебен наставен предмет. До неодамна во одредени наставни програми веќе фигурираше ова како предмет. Во што овој пат ќе биде разликата? Најпрвин да кажам дека завршува една година од проектот на УСАИД за медиумска писменост. Младите размислуваат, чиј директор сум јас веќе една година, и тоа е еден сериозно голем проект кој што вклучува работа со различни генерации млади, како во формалното, така и во неформалното образование. Тоа што го спомнавте е една од активностите. Ние имавме повик до универзитетите во Македонија да се пријават и да со намера да ги ревидираат постојните програми и предмети за медиумска писменост, или доколку немаат да создадат, да работат на своји сопствени предмети. На тој повик се пријавија доста факултети, ние избравме 4 на кои што им доделивме мали грантови и ќе им помогнеме да работат на креирање на содржина за предмети за медиумската писменост. Некои од нив ќе организираат летни школи, различни курсеви, меѓутоа речиси сите ќе имаат од следната учебна година, академска година, ќе имаат и предмети за медиумска писменост. Како ќе се подобри медиумската писменост ако на студиите по новинарство годишно се запишуваат околу 20 на студенти? Новинарството се менува сериозно од година в година. Ние денеска зборуваме за многу поинаков начин на новинарство него пред 10, 20, 30 години. Денешните новинари се воедно, односно представуваат цел пакет и сами ги снимаат и монтираат своите прилози и работат на терен и имаат различни вештини, така натаму. Денеска зборуваме за новинарство во дигиталната ера или во дигиталното време. Дел од нашата програма беше да работиме и со млади новинари, со студенти по новинарство и така натаму. Ние се изненадивме дека ни се пријавија околу 300 луѓе за тие обуки кои што ги спроведовме. Тие се баш така наречени джедај обуки или обуки во време на дигитални информации, и работевме на новиот тип на новинарство или на еден начин на модерно новинарство. Така што прашањето за малиот број на запишани новинари, еден од одговорите е дека не е ни толку мал интересот за новинарството, меѓутоа треба реформи, треба осовременување на програмите, треба начини на кои што ќе се привлечат идните млади новинари да влезат во професијата. Дали тоа значи дека се ова два посебни процеси кои што паралелно треба да се водат? Од една страна да се спремаат новите студенти и младите новинари за новата дигитална ера, а од друга страна да се подготвуваат читателите за воспримање на вистински дигитални информации. Значи, ако ние претходно сме работеле многу на образување на младите новинари и идни новинари за тоа како професионално и објективно да работат во професијата, огромна е потребата, или да кажам, сме го занемарувале или сме ја занемарувале другата страна, оние кои што ги добиваат информациите, оние до кои што стигнуваат медиумските пораки. И тие треба да им понудиме вештини, знаења, способности да можат да препознаат во овој случај, да можат да препознаат што е добро новинарство, а што не. Ние денеска се соочуваме со граѓани кои што не можат да направат разлика. Не можат да направат разлика меѓу петпарачка веб страница и професионален медиум кој што со години вложувал во својот професионален однос кон публиката. И тоа е еден од предизвиците со кои што се соочуваме. И тоа е тоа
што го работиме. Кога зборуваме за дезинформации, пропаганда, мисинформации, тоа е само еден дел од медиумската писменост, меѓутоа многу важен дел. И тој важен дел всушност значи како граѓаните ќе развиваат вештини да ги проверуваат информациите, а не постои магичност, волшебно стапче, извинете. Не можеме да се залажуваме дека со еден клик на тестатурата ние ќе дознаеме што е што, затоа што работите во суштина и не се црно-бели. Не можеме да зборуваме ова е лажна вест, ова е вистинска вест. Има многу нијанси во процесот. Ние можеме да зборуваме за вистински вести кои што се пропаганда. Можеме да зборуваме за вистински информации кои што се извадени од контекст. Можеме да зборуваме некогаш и за лажни или недоволно точни информации или како што ги се викаат во науката мисинформации, а кои што не се намерно направени, не се направени со намера да предизвикаат некоја штета. Последното истражување на Агенцијата за млади и спорт покажува дека голем дел од младите се информираат на социјалните мрежи. Како формалното образование ќе им помогне во новото дигитално време да разликуваат вистинска информација од дезинформација? Младите се повеќе се абстрахираат од секојдневните случувања, не, особено по младите генерации, не ги живеат во виртуелен свет, конзумираат се постојано или на YouTube, или на TikTok, или на Instagram, се во свој свет. И тоа само по себе представува проблем. Најчесто тие не сакаат да се соочат со милионите информации кои што ги бомбардираат и да прават одлуки дали е ова вистина или не, едноставно викаат не ме интересира, ќе си пуштам серија на Netflix. Тоа што ние го правиме во суштина е да не ја подгреваме скепсата дека медиумите се лоши или дека медиумите шират дезинформации и така натаму, туку да им даваме на младите алатки и вештини на кои што многу полесно ќе можат да препознаат што е квалитетна информација или што е дезинформација или што е точна вест и така натаму. Тука ние не им кажуваме на луѓето што да гледаат. Ние не им кажуваме кои медиуми да ги користат при информирање. Ние им кажуваме на кој начин тие информации да ги анализираат и да ги проверат. Ви благодарам за разговорот. Ви благодарам и вам. Вам почитувани, ви благодарам што го следевте неделното интервју на Радио Слободна Европа. До гледање.